Локалните избори дефинитивно ќе се одржат на 15 октомври. Граѓаните ќе бираат нова локална власт, односно градоначалници, советници на советите на општините. Засега ниту една политичка партија нема објавено со кои кандидати за градоначалници во Источна Македонија ќе ја бара довербата. Во анкетата на Ирис телевизија, граѓаните се скептични дека нешто може да се подобри или пак изборите да бидат фер. Пошто ќе гледат малку и за народот, да погледнеме и нешто да видиме у животот. Нешто ново. Очекувате ли изборите да бидат фер? Не ми се верува, тука ништо више не е фер оваа држава. Бар по мене. Треба да бидат најдобрите кандидати. Меѓутоа пак ќе биде исто како што беа сега парламентарните избори, па шашмите на големи. Кој да дојде? Прво за неговите джепови мисле. Па дали е од СД, дали е од ВМРО, дали е од која партија сака нека дојде. Исто ти доваѓа душа. Ние сме по 85 години, од нас нема што да чекате. Очекуваме добар, совесен граѓанин, градоначалник во градот Штип, да живееме заедничко, да не се оделиме. Значи да гласаме, да знам за што гласам. Државната изборна комисија денеска имаше седница на која се усвојуваше роковникот за извршување на изборните дејствија. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно изборниот законник, денеска почна мониторинг на известувањето на радиодифузерите за локалните избори. Агенцијата соопшти дека до сите радиодифузери веќе е испратен допис во кој прецизно се информираат за обврските од изборниот законник, до кој што треба да се придржуваат до започнувањето на изборната кампања. Те се одржат и посебни обуки за начинот на известување на радиодифузерите. Агенцијата ќе објавува извештаи за секој период од 10 дена. Методологијата за мониторинг и изборниот законник се достапни на веб страницата на агенцијата. Од вчера, кога беа распишани изборите, тече и рокот од 5 дена во кои сите телевизии и радија, кои ќе еметуваат платено политичко рекламирање за време на изборната кампања, треба да ги утврдат и достават ценилниците до агенцијата, како и до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на корупција.